Првиот лик, кошулче, уште едно формално издание на 5 работи што ги научивме оваа недела, а денеска заедно со мене и еден гостин кој што ќе ни понуди експертиза. Филип, лиценциран тренер, те молам, представи се. То готово, значи почнавме. Филип, добре дојде. Добро ве најдов. Фала на поканата. Така, раскомоти се, збориме за 5 најинтересни работи што се случија изминатата недела или не најинтересни 5 работи што нас ни се видоа најинтересни. Океј. Фан на Саутемптон. не е лошо, добро. Како стоите на табела? Па не би сакал да не би сакал сега за стање Добро, на табела и добро. да. Зборуваме значи за сите што се нагоре. Ќе употребам Само тоа не ме прашувај, ти реков, само тоа не ме прашувај. Добро, без притисок, без ништо. Твојата премиер лигашка експертиза ќе ја искористиме во вака во почетокот на ова видео и ќе те распрашам најпрво што мислиш за јануарскиот преден рок на Челси во кој што го купија Енцо Фернандес, Мудрик, Ноди Мадуеке, кој да беше друг, скратен корнер до вечерва ќе се финализира трансферот и можеби и нешто друго ќе откупат дел од Македонија, можеби ќе ни вратат дел, не знам, ќе видиме. Коментар? Не би ме чудело Челси да купат и континент. Како што се тргнат? Не знам како изводливо со толку многу играчи и толку многу звезди на едно место да се функционира. Ќе треба да знаеме сега за брзо. Као буквално прават што сакаат Америве. Еј, предупредени бевте. Она се двојат видно. Да. Не знам сега како ќе успеат да направат победничка формула од сите тие играчи, не знам. Треба се освен шампионат лигашки, Лига шампиони, трофеј и не знам, и еден од куповите, се друго би било разочарување со. Да, мислам дека воопшто не име тоа целта. Верувам дека не име целта некои трофеи или нешто, мислам дека едноставно си беа бизнис потези кои што си ја осигура и днината да купат 10-11 скапи играчи кои што можат подоцна да ги продаат добро бидејќи сите им се врзани на 8 годишни договори. Не наоѓам многу смисла, не ни барам многу смисла, едноставно ги имаат парите и ги трошат. Тоа е тоа. Уште ако нема убав фудбал за гледање. Нема да има. Нема да има, секој ќе ја сака топката и секој ќе сака да шутне и ќе го гледаме истото што го гледаме секад кога ќе се спојат еден куп нови играчи на исто место. Ама добро. Не знам, ајде да му дадеме шанса на Грејам Потер. Апсолутно сум за. Звездиве да проба нешто напри. Апсолутно сум за, али шо знам. Мудрик го видов, извини, на 10 на 15 минути ветуваше детето. Мислам, младичот беше многу брз и експлозивен. Сигурно не го барале без врска. Да. Сумата се кажува нешто. 100 милиони? 100 милиони. Со тоа што 60 сега, 40 се на некои си. Извини. Онака секој сака такви играчи што ќе влезе на терен и сака да игра. Нешто ќе се деси сега. Да. Така што entertainment value ќе има. Па да, од дел од играчите, не знам, пример Енцо Фернандес и Мудрик дефинитивно ги гледам као долготрајно решение на нивните позиции. Мислам дека се купени со цел, нели, да иднината да им биде од Челси. Играчи како Ноди Мадуеке не толку, Жао Феликс мислам дека нема да го откупат. Меѓутоа, ајде да видиме што ќе се случува. Јас верувам во пола од овие, тоа е работата. Верувам во пола од овие, ама не знам во која половина. Знаеш, као што беше пред 2 години кога ги направија оние еден куп трансфери, нели, со Вернер и со Хаверц и со Зиех и се. Тогаш верував во пола од нив. И половина од нив беа окей, половина веќе си отидоа. Да. Го напуштија клубот. На хартија и тогаш звучеше кај Хаверц, Зиех. Да, на хартија ги оправда очекувањата, бидејќи Лига на шампиони закачија. Како? Така, нели? Ама на хартија. Океј, фер. Да. Освоја. Немаш да идеш против освојање. Значи, целта ги оправдува средствата, вајде. Да речем, се не знам. Ако е тоа целта. Дали и овие ќе оправдаат, не знаеме. Ќе видиме. Челси ќе ги видиме до крај на сезоната, се префрламе на втората ствар, но остануваме во Премиер лига. Добро. Можеби најдобриот бек во
во премиер лигата или во светот или не знам како. Јас обично велам во светот, најдобриот бек, без разлика од страна. Жоао Кансело си има нов клуб. Тоа е воглавно темата. Побара да си замине од Манчестер Сити, неговиот агент Жорге Мендеш во рок од 48 часа му ја исполни желбата и отиде на позајмица во Бајер Минхен, каде што Бајерн ќе има право да го откупи за 70 милиони на крајот од сезоната доколку сака. Ова веќе ми е многу интересно. Колку ќе има на крајот од сезоната Жоао Кансело? Колку години? 28 си извинувам. 28. Не знам од кај ми Да, држи цена, стварно е феноменален. Да. Покрива и лево и десно на највисоко можно ниво. И верувам дека може дури и во... Не знам што се случило таму сега у клубот, ама сигурно ќе биде многу силно многу јако засилување за Бајерн и тие треба да дробат. Тие треба да освојат Лига шампиони веројатно со вакви играчи. Јас ќе дам еден интересен аспект на ова. Не знам дали примети, ама Жорге Мендеш ово јануари си ги тргна сите клиенти од клубовите што имаат американско-арапски собственици и ги врати во Европа. На европски собственици. Не знам дали го приметивте тоа, меѓутоа Кейлор Навас од ПСЖ отиде во Нотингем Форест на позајмица, играч кој што нели го гледаме со години во финалиња дреме на Лига на шампиони, отиде во Нотингем Форест на позајмица, каде што нели газдата на Олимпијакос, како и да се викаше гркот, небитно. Добро. Потоа Мет Доерти го раскина договорот со Тотенхем за да отиде во Атлетико Мадрид. Тоа е многу интересно. Тоа е многу и од истата причина се случи со како Жоао Кансело, нели? Жоао Кансело си отиде од Манчестер Сити, бараше веднаш да си замине и да отиде во Бајер Минхен, исто така нели германски собственик. Бернардо Силва бараше да си замине во Барселона, веќе не сака да седи таму. И еден куп други сега да не ги набројам сите, генерално Жорге Мендеш си ги извади агентите од тие клубови и си ги стави во некои со кои што подобро соработува вака традиционално. Добро, мислиш дека е нешто као патерн, мислиш дека е свесно отстранување на... Дефинитивно е свесно, мислам дека тоа е веќе нели игра на парите. Ако веќе агентот одлучува каде ќе му оди клубот, ќе оди некаде каде со некој со кој што или има подобар однос или гледа поголем ќар. Можеби бонусите се во прашање, можеби се во прашање некои ветувања, можеби се во прашање едноставно види пример го кажувам. Разговарале во клубот и му рекле Кансело ако не оваа сезона наредна ќе го продаеме, подобро да му најдеш клуб што побрзо, разбираш? Да. Така што и да се случи, Жорге Мендеш некако многу профитираше од овој трансфер период, бидејќи скоро сите клиенти му сменија клубови. Друго, си ги стави таму каде што му одговара, ајде да кажам, за преговарање. Значи, многу добро стои тој со Атлетико Мадрид, многу добро стои со Бенфика, многу добро стои со куп такви клубови и некако, да, интересно. Губитник или победник на овој преден рок ми е дефинитивно Мендеш. Ама не може да се одлучам уште дали е губитник или победник. Ќе видиме. Не те оставив многу да збориш за ова. Не, ама не ни знам искрено многу за Мендеш, како да се викаше. Супер агентот, тој што ги проби Моринјо и Кристијано Роналдо на сцената, тоа е типот кој што фактички сите бразилци и португалци во Европа ги носи. Тоа е кривица. Тој ги менаџира. Гестифут е најголемата агенција во светот за посредување на фудбалери е негова. Мило ми е што ти знаеш. И вака при секоја средба што добивам некоја ваква информација од тебе. Не паметно нешто нема да слушнеш, али вакви ствари мислам полн сум. Да. Не, ми се допаѓа. Одиме кон третата ствар што се случи оваа недела. Подолга епизода денеска, ама ќе истрпите бидејќи двајца сме, сакаме да си направиме муавет и убаво изгледа сето тоа на камера. Мислам види колку сме укомпонирани. Трета вест за оваа недела. Тарибо вест. Специјална вест имаме за вас. Тарибо вест, кој го памти од вас? Не знам колку од вас го памтат. Јас го памтам највеќе како играч на Партизан. Така, ете го, Владко од таму в камера го памти. Интер, Милан ги помина низ кариерата и уште еден куп други клубови. Сеч, монтаж, страшно. Ја имаше најинтересната фризура во светот, барем тогаш кога играше, и Championship менеджер легенда за оние кои што почнаа на Championship менеджер со кликањето по фудбалски симулатори, ќе го памтат
Рибовест има нова позиција. Тоа сакав да ви кажам. Не, нека не ве чуди што има 48 години, има нова позиција, не игра фудбал, туку стана поп. Аха, таква промена на позиции. Да, воглавно некаде решил нешто да промени во животот, престана да шутира топка и почна да проповеда и да прави, нели, Божи служби. Интересна приказна ми беше ова, од причина што вика точно ја даде примери утакмицата, жалам што ја немам после која утакмица на светското првенство 98, вели во тој момент, значи кога заврши светското првенство, Бог ми се јави, ме повика да бидам негов овчар и да ги воведам овците кон Божиот пат, така што вика сега се решив и целосно се препуштам на тоа. Брат, не се мешаш у суевери. Ако човек верува у нешто и разбираш. Ама карактер, целосно да го прифатиш тоа? Поп ќе станам од утре. И ако поп станам среќен, кој сме ние да судиме? Апсолутно, апсолутно. Ако ништо друго е попот со најдобра фризура во свет. Ти се јавува, Бог и те вика, требаше да бидеш овчар. Некојаш е така, Да, некојаш ти се јавува Бог и ти вика треба да бидеш овчар. Така и на дедо ми пред години. Ама он имаше само 7 оделение. Одиме кон четвртата. А кажеш дека Бог е со факултет или Не знам што му се преференциите. Не знам кои му се преференциите, ама малку поактуелна вест. Четврта вест за неделава, нешто што сега го научив, бидејќи немав појма до сега дека се случува, започнува светското клупско првенство во нов формат. Знаеш, оно порано што беше Toyota Cup и сето тоа као светско клупско првенство што се собира на едно место и сето тоа. Сега сега има некако као нов формат кој што ќе се игра на секои 2 или 4 години, не ме фаќате за збор, и повеќе од победниците од Европа и повеќе од победниците од Јужна Америка и повеќе од победниците во Азија од изминатите години ќе се групираат и ќе се направи некој, не знам, селекција на клубови кои што ќе играат меѓу себе во некој куп систем и сето тоа ќе трае као подолго отколку што траело обично и се многу збунувачки. Кога ќе се одигра тоа? Кој дел од годината? Сега почеток на февруари, значи Реал Мадрид си го чека противникот и ќе игра на 8 февруари. Мислам дека полуфиналињата се закажани за 11 и така нешто. 15. Добро, ќе се игра 3 дена? Ќе се игра недела ден. Како некој мини куп системе, нешто такво е. Разбираш, пак е на нокаут фаза, ама не знам. До сега кај си играл? Обично порано, нели, додека се викаше Toyota Cup до некоја си 2010-11 се играше исклучиво во Јапонија. Така. Ама потоа го префрлија да се одржува во повеќе земји, па како секоја година имаше нов домаќин, па беа Саудиска Аравија, па беше Јужна Кореја, па беше, не знам, Бразил рецимо и слично. Сега се игра, мислам дека Нов Зеланд се игра ова издание и ќе биде во некој изменет формат, чисто да ви прочитам. Реал Мадрид си го чека противникот од дуелот Ал Ахли Оукленд Сити или Сиетл Оукленд Сити, зависи кој како нели жрепката ќе им се погоди, тоа тек чекаме вечерва да видиме како ќе се погоди. Не знам, и од Јужна Америка како најсериозен конкурент им доаѓа Фламенго. Што тоа ќе биде валјда предизвик. Ама во Бразил сезоната сега е завршена? Сезоната не е почната. Не е почната, да. Тие играат календарски, Владко. Ти си, да. Сега за Фламенго може ќе биде некој убаво разигрување, ќе одат, нели, со полна парја, а за Реал може да биде нешто ревијален карактер, ме разбираш? Веројатно. Нема да идат со сите си. Мене ми се допадна тоа што FIFA беше прилично објективна околу цела оваа ствар и рече дека да, се работи за телевизиски права, за дополнителна награда на клубовите кои што ги освоиле нели нивните континентални надпреварувања. Сум скрос окей со тоа. Има таква. Не му ставаме и така некое значење на тој некој светски клубско првенство, така што окей, кул, ќе видиме нови играчи, ќе видиме азијци. Значи многу. Пластично кажано, ова е на ниво на пензионирани Зидан 11 души и негови други. Воглавно, така некако ќе испадне, разбираш. Без така стана играч. Ето. Мора да се пробијат некои такви играчи. Тотално е така, сум согласен.
Ми текнува на наедна утакмица Сантос против Кашима Антлерс што ја игра и после од Кашима се продадоа и левиот и десниот бек по Европа, едниот у Хофенхайм, другиот кај беше, као си Сакаи. Тој. Така што, да, кул. Тогаш го чуваа Неймар, им дае само еден гол и заради тоа се продадоа. Одиме кон петтата ствар за оваа недела. До петото стигнав? Стигнавме до петото, се враќаме локално и да ги покриеме малку стварите од тука. Една убава вест со малку негативен спин. Вардар ги започна подготовките за втората полусезона, но се уште без спонзори. И без неколку од играчите. Да. Добро, и сега спонзори дали ќе има Кој знае? блиска иднина? Кој знае? Нели беше Што до се случи 20 со унгарците? Не знам. 21 јануари, 23 јануари, 25 јануари, на крајот помина и јануари, ништо не се случи со нив, еве сме веќе влезени во февруари и нема се уште знаци за нов спонзор. Тимот веќе го напуштија Симеон Христов, Никола Величковски, Јовче Попзлатанов, денеска си замина и Лука, жалам Лука ако ти го сгрешам презимето, Јанковски мислам дека беше, младото голманче. Така што, да, десеткувани влегуваат во втората полусезона. Изјавата од клубот беше дека ќе пробаат да најдат неколку играчи за да ја комплетираат втората полусезона, ама мене таква некоја изјава многу ме плаши. Најверојатно треба да бидеме реални и да кажеме дека моментумот на Вардар. Да, отиде даун. Да. И останување на негде при врвот на табелата во втората лига ќе биде премија. Имаат да насобрано останат доволно во- бодови, ама Ама да останат во во битка за пласман, за сега веќе гледам Бидејќи- доста конкуренција. значи Гостивар Се појача. Да, Пелистер се појача многу и Пелистер, доби спонзор и доби Радовишаниве се фузијава, како бе, сега Детонит Плачковица? Да, Детонит. Не се лоши воопшто и не се ни многу А се сериозни со проектот. веројатно. Да, и сега тие ќе капитализираат на секаков кикс. Пошто тие веројатно не се ослабнати, останатите Да. екипи. Да. Гостивар е дури и појачан директно од Вардар. Да. А е над нив на табелата и тоа ни е многу загрижувачки. Да, и тоа е, значи треба сериозен од тоа што момента да преидеш ти на полусезона од еден конкурент од друг, да, као играч. да. Ама Значи, мислам мора дека да се имаш работи за силна причина. професионална одлука. Едноставно кога не добиваш пари, Тоа е. сега, дали можам да му замерам реално не. на Христов, Апсолутно. исто и на Попзлатанов. Апсолутно. Они Дојде на почеток на сезоната, се жртвуваше 6 месеци, играше за Вардар, супер беше, се врати во Ѓорче бидејќи сега што и да се случува во Вардар не е добро. не се живее од љубов. Јеби га. Јеби Сакаме да е така. Сакаме да е така. Јеби га. Ќе ставиме тука крај за да не должиме дополнително. нота ќе заврши. Па да, на малку тажна нота, се надевам дека ќе добиеме некој пити шер од вас или нешто пити од некоја ваша женска познаничка. А со друга епизода се враќаме се враќаме со некое друго расположение и можеби кога Вардар ќе има спонзор. Јас бев Кирил, ова до мене е Стискаме Филип. палци. Се гледаме. Поздрав. То